Добро вечер. Под мотото "Засади здравје, засади здрава иднина". Утре ќе се одржи 12-та акција Ден на дрвото засадија својата иднина, во која треба да бидат засадени 5 милиони садници на површина од 1150 хектари низ целата Македонија. Со оваа информација ги започнуваме денешните урбани вести. Погледнете во продолжение што друго ќе видите во нив. Се засадуваат дрва во паркот на дипломатите во Мршевци. Спортски игри за мир, соживот и толеранција во општина Газибаба. Сите општини со организиран превоз утре ќе ги носат граѓаните во Мршевци да засадат дрва. Денеска во Мршевци со засадување дрва во паркот на дипломатите беше најавена утрешната 12-та поред акција Ден на дрвото засадија својата иднина. На утрешната акција акцентот ќе биде ставен на придобивките од пошумувањето за здравјето на луѓето, животните и целиот биосвет. Во општина Илинден, односно на Мршевски рид, денеска беше промовирана и најавена 12-та поред акција за пошумување на Македонија. Во паркот на дипломатите, во присуство на представници на дипломатскиот кор, беа засадени дрвца кои, како што истакна домакинот на акцијата, градоначалникот на општина Илинден Жика Стојановски, ќе придонесат за поквалитетен живот, исполнет со повеќе зеленило, а помалку сивило. Локалитет каде што во текот на денешниот ден дипломатскиот кор ќе го поддржи, прошири паркот на дипломатите и во текот на утрешниот ден на 42 хектари ќе се садат садници кои што секако дека ќе подобрат животната средина. Сите граѓани ќе засадат дрво за здравјето, не само за сопственото здравје, туку за идните генерации. Кристина Николовска од регионското здружение Ден на дрвото засадија својата иднина, велики дека во среда е празник на здравјето, ги повика сите граѓани без разлика на вера и националност утре да засадат здравје и здрава иднина. Ден на дрвото живее од март 2008, а утре е денот на акцијата. Во четврток ќе се разбудиме во поздрава Македонија со вкупно засадени 40 милиони садници. Акцијата е се граѓанска, се народна, универзална, без разлика на националност, вера, раса, пол и возраст. Најважни во оваа акција се граѓаните. Оваа акција е од граѓаните, за граѓаните. Ке се садат повеќе годишни дрвца од видовите даб, питом и див костен, јасен, јавор, каталпа, дива маслинка, липи, чемпрес, црнорев, багрем, бреза, бор. Изборот на дрвни видови за пошумување го врши Македонски шуми во зависност од климатските услови, надморската височина и фенологијата на садниците. За помасовно учество во акцијата, владата го прогласи утрешниот ден за неработен. Денеска во основното училиште Александар Македонски во Реонскиот центар Аеродром се одржа средба на службите на градот Скопје и на јавните предпријатија на град Скопје со урбаните и местните заедници од општина Аеродром. На средбата присуствува и градоначалникот на град Скопје Куце Трајановски и на општина Аеродром Ивица Куневски. Градоначалникот Трајановски изјави дека посетите на општините се значајни, затоа што имаат можност да го чујат мислењето на граѓаните преку урбаните и местните заедници за работата на јавните предпријатија, комуналните проблеми со кои се соочуваат, како и со идеи и предлози за нивно надминување. На средбата Трајановски се задржа и за дел од проектите кои ќе се реализираат на територијата на општина Аеродром во наредната 2014 година. Оваа година ги почнавме градежните активности на првата фаза од реконструкцијата и проширувањето на улицата Трета Македонска бригада, која се надеваме дека ќе заврши во првата половина од наредната година, а работиме и на проектот за втората фаза од овој проект. Град Скопје заедно со владата на Република Македонија аплицираше и со проект до ОРИО програмата за финансирање на изградбата на фекален колектор на булевар Србија до улицата Асном, изјави на средбата Трајановски.
На средбата градоначалникот Куневски изјави дека досегашните средби дале позитивни резултати и како плод на одличната соработка меѓу двете општини решени се голем број проблеми и реализирани се голем број проекти. Учениците од основните училишта Наум Охридски од Булачани, 25 мај од Сингелич и Кирил и Методи од Стајковци на спортското игралиште во населеното место Стајковци денеска другаруваа, се забавуваа и се запознаваа преку разновидни спортски игри. Целта е преку спортот и спортските активности да се поттикне со животот и толеранцијата помеѓу учениците од двете етнички заедници кои гравитираат во општина Газибаба. Прилог на Томислав Атанасовски. Денеска на спортското игралиште во населеното место Стајковци, учениците од основните училишта Наум Охридски од Булачани, 25 мај од Сингелич и Кирил и Методи одиграа разни спортски игри, се забавуваа, спортуваа, се дружеа и се запознаваа. Целта е преку спортот и спортските активности да се поттикне со животот и толеранцијата помеѓу учениците од двете етнички заедници кои гравитираат во општина Газибаба. Овие активности се дел од донесените заклучоци на локалниот совет за превенција на општина Газибаба за намалување на насилничкото однесување по инцидентите кои се случија изминатите денови во автобусите на ЈСП Скопје. На настанот покрај учениците и наставниците по физичко воспитување од овие основни училишта присуствува и градоначалникот на општина Газибаба Тони Трајковски, заменик министерот за образование и наука Сафет Незири, членовите на локалниот совет за превенција од Газибаба, членови од советот на општината, граѓани на општина Газибаба, како и представници од полициската станица Автокоманда Газибаба и од СВР Скопје. Целта е преку спортот, преку другарувањето, преку заедничките спортски активности повеќе да се дружиме и повеќе да се почитуваме. Јас би упатил апел, сведоци бевме изминатиот период на неколку немили настани во општина Газибаба, во градот Скопје со одредени инциденти во автобусите. Јас упатувам апел, значи наистина сите да се воздржиме, да ја зголемиме меѓусебната комуникација, затоа што знам, имаме убав пример на учениците кои што се во општина Газибаба. Без разлика дали доаѓаат од основното училиште 25 мај, од основното училиште Кирил и Методи или од другите основни училишта, имаат одлично меѓусебно дружење, одлична комуникација, вклучувајќи одлична комуникација на раководителите што се на тие објекти, директорите, така да затоа и сметам дека нема причина за одредени меѓусебни недоразбирања. Вие сте надежта не само на општина Газибаба, надеж значи и на нашата држава Република Македонија. Тоа ми представува огромна чест и задоволство што денеска присуствувам на овој многу добар настан. Значи настан кој што ги зближува нашите млади од општина Газибаба, особено од овие населени места. Ние како Министерство за образование и наука и Влада на Република Македонија ги поддржуваме сите овие активности кои што се во насока на меѓусебно интегрирање, меѓусебно запознавање, преди се тоа да се одива преку во наставни и образовни активности, а особено во овој дел што се одива со спортски активности, запознавање меѓу себе на младите на оваа општина. Јас мислам дека и за воиднина треба да биде тоа како лекција и како предлог, значи и за другите населени места, другите општини во Република Македонија да организираат вакви спортски активности. Како секоја година, така и оваа година ние како општински сојуз заедно со помош на општина Газибаба организираме спортски активности, манифестации, така и овој ден денеска е во чест на овие спортски активности со цел да ни се овозможи повеќе зближување на ученици според верската етничката припадност. Мислиме дека преку овие спортски активности се повеќе ќе допринесеме децата да се почитуваат меѓу себе, да другаруваат и да имаат едно меѓусебно разбирање. И понатаму ќе продолжиме активно да функционираме и да ги организираме овие спортски активности, бидејќи и самите деца уживаат во овие надпреварувања, во ова дружење. Инаку општина Газибаба формираше локален совет за превенција и на својот прв состанок беа донесени низ заклучоци како организирање и посета на состаноци еднаш неделно во местните заедници Стајковци, Страченци, Сингелич и урбаната заедница Крстен Мисирков со представници од полициската станица Газибаба. Ке се разгледа можноста да се направат измени во законот за малолетници за оние малолетници што се учесници во тепачки и потекнуваат насилно однесување, да се предвидуваат повисоки казни и санкции за нивните родители.
Во соработка со СВР Скопје ќе се спроведуваат проекти за намалување на насилничкото однесување преку работилници наменети за родители и за ученици. На ЈСП и на град Скопје ќе им се предложи итно да се постават видеокамери на линијата 65 и 55, да се зголеми бројот на редери во автобусите и да се разгледа можноста линијата 45 да проложи до каналот во Сингелеч, да се планираат повеќе во наставни активности за учениците од овие населени места и Министерството за труд и социјална политика да се вклучи со превентивни мерки за спречување на малолетничката деликвенција. Зашто поголема масовност на утрешната акција Ден на дрвото ќе биде организиран бесплатен превоз на граѓаните до локациите каде што ќе се пошумува. Граѓаните може да се приклучат на било кој автобус или организирана група и да заминат на било која локација каде што ќе се пошумува. Во општина Аеродром 3 автобуси ќе тргнат од 2 локации и во 2 термина. Наспроти Мајчин дом кај поштата во Новолисиче во 9 и во 11 часот. Автобуси ќе има и пред основните училишта во 9:30 и во 11:30 часот, во зависност од смената на учениците. Сите ќе се упатат кон одредената локација за пошумување Мршевци. На територијата на општина Бутел ќе бидат засадени повеќе од 300.000 садници, аризонски чемпрес. По 300 садници ќе добијат 7 основни училишта и 5 градинки, што ќе бидат засадени во нивните дворови, долж постојните огради за да се добие втора зелена ограда. Инаку учениците од 7 и 8 оделенија, како и поголем број граѓани, ќе заминат на локалитетот Мршевци. Превозот ќе биде организиран, а двете појдобни места ќе бидат во Радишани кај основното училиште Ацо Шопов и во Бутел 1 кај основното училиште Живко Брајковски, односно пред општина Бутел. Исто така во оваа акција за пошумување ќе се вклучат и урбаните заедници, чии граѓани ќе засадат садници на јавните површини на територијата на општина Бутел. Општинската администрација ќе биде ангажирана околу пошумувањето кај новиот спортски комплекс во Бутел 1, односно ќе бидат засадени над 200 чемпреси долж патот кај новото спортско игралиште. Општина Газибаба со 8 автобуси ќе го организира превозот кон Мршевци. Автобусите ќе ги чекаат екологистите пред основните училишта Глигор Прличев, преку Стив Наумов, Njegош, преку Крум Тошев и Вера Јоцих. Автобуси ќе има и пред училиштата Крсте Мисирков, Дане Крапчев, Наум Наумовски Борче, Наум Охридски, Кирил и Методи и 25 мај. Покрај од предучилиштата, обезбеден превоз ќе има и од транспортниот центар, од населба Железара и од последната автобуска станица во Хиподром, како и од предстудентскиот дом Стив Наумов. Поаѓањето ќе биде од 9 и 11 часот, а за учениците од 9:30 и 11:30. И граѓаните на општина Ѓорче Петров утре ќе го пошумуваат Мршевскиот рид. Еден автобус ќе тргне од училиштето Јоаким Крчевски во Волково. Истиот ќе ги пренесува заинтересираните екологисти од Тихомир Милошевски и Страшо Пинџур. Еден автобус е предвиден за предосновното училиште Ѓорче Петров и Мирче Ацев и еден автобус ќе тргне од предопштината. Истиот ќе помине покрај гимназијата Кочарацин. Поаѓањето е во 9, односно 11 часот, а за учениците од 9:30, односно 11:30. Општина Илендан со 3 автобуси ќе ги донесе екологистите до локацијата за пошумување Мршевци. Автобусите ќе тргнат од основните училишта Гоце Делчев, Ристо Крле и од Делјадровци преку Браќа Миладиновци. Поаѓањето е во 9 и 11 часот. Од општина Карпош кон Мршевци ќе се упатат 6 автобуси, 2 од пред спортската сала Партизан, 2 од пред педагошкиот факултет и 2 од пред студентскиот дом Гоце Делчев. Поаѓањето е во 9 и 11 часот, односно во 9:30 и 11:30 за ученици. Од општина Петровец кон Мршевци ќе се упатат 2 автобуса. Едниот ќе тргне од пред населеното место Огњанци, а другиот од Катланово во 9 и 11 часот. Од Киселавода кон Мршевци ќе тргнат 3 автобуси од пред салата Расадник и еден од паркот во Драчево. Од Центар кон Мршевци ќе тргнат 2 автобуса од пред комплексот Банки, 2 од пред Нова Македонија и 2 од пред фонтаната во градскиот парк. Од Чаир кон Мршевци ќе се упатат 2 автобуса, едниот од пред општината, а вториот од последна автобуска станица со број 9. Еден автобус кон Мршевци ќе тргне и од општината во Сопиште.
Сарај ќе пошумува сопствена територија, а град Скопје ќе врши пошумување наводно. 3 автобуси кон селото Сонје наводно во 10:30 часот ќе се упатат од пред градското собрание, 2 од пред гимназијата Никола Карев и 2 од средното училиште Здравко Цвитковски. Кон Крушопек наводно во 10:30 часот ќе тргнат 10 автобуси, 2 од пред градското собрание и по 2 од пред гимназиите Корчагин, Георги Димитров, Јосип Броз Тито и Орце Николов. Последното враќање од сите локации е 14 часот. Организаторите препорачуваат граѓаните да не се задржуваат повеќе од 2 часа на наведените локации. Вечерва се играат 8 надпревари од петото коло во Лигата на шампионите. Дерби средбите се играат во Дортмунд и Глазгов. Лионел Меси се заменува од Барселона следното лето. За овие и останатите информации од спортот веднаш по рекламите.